Поради незмисливата бројка на галаксии, звезди и планети во универзумот, скоро со сигурност можеме да кажеме дека живот постои надвор на нашата планета. Секако додека не го докажеме тоа, постои мала веројатност дека таму горе нема никој. Како и да е, кога ќе се сретнеме или ако се сретнеме со вонземјани, како тие ќе изгледаат? Очигледно дека не можеме да знаеме со сигурност, но можеме да дадеме некои претпоставки. За почеток би можеле да погледнеме човечката интеракција кога луѓето откривале нови места и цивилизации кои никош не ги виделе. Например, ако го видиме случајот на Кристофер Колумбо и што направил тој кога ја нашол Америка, ќе согледаме дека домородците не поминале баш најдобро. Со други зборови, човештвото во скоро секоја епоха покорувало нови територии и присвојувало ресурси преку насилни методи. Така да, ако вонземјаните што би ја пронашле земјата се барем малку како луѓето, многу е веројатно приказата да заврши лошо за нас. Иако една друга хипотеза вели дека ако вонземјаните имаат технологија преку која можат да патуваат меѓу универзуми и галаксии, тие можеби не би биле заинтересирани за нас и за нашиот превентивен свет кога ќе гледаат од нивна перспектива. Нил Деграс Тајсон во една прилика направи споредба користејќи на мощна интересна аналогија, цитирам: "Кога ќе налетате на некој црв, вие не се прашувате што тој размислува или пак да пробате да комуницирате со него, туку или го заобиколувате или ќе згазнете на него." Со други зборови, ако вонземјаните еден ден ја пронајдат планетата Земја, или можеби веќе имаат пронајдено, ние едноставно може да сме премногу примитивни за нив, па оттука тие не ни пробуваат да комуницираат со нас. Староста на универзумот и огромниот број на звезди сугерира дека животот во универзумот треба да е распространет. Но постои нешто што се нарекува Ферми парадокс. Овој парадокс теоретизира дека ако веројатноста за живот е толку голема, тогаш зашто галаксијата е празна? Основната поента на овој парадокс е следното. Нашето Сонце е мощна, млада и типична звезда. А само во нашата галаксија постојат милиарди звезди кои се за милиарди години постари. Сигурно барем неколку од овие звезди имаат планети слични на планетата Земја. Претпоставувајќи дека Земјата е типична, некои од овие планети треба да има развиено интелектуални суштества и барем неколку од овие цивилизации треба да има развиено направи за патување помеѓу галаксии. Но дури ако има многу спор метод на патување, галаксијата би можела да биде комплетно колонизирана во само неколку десетини милиони години. Тоа може да звучи многу, но кога ќе се земе в предвид дека некои од тие цивилизации би можеле да постојат милиарда години, временската рамка што ја спомнавме буквално ништо. Така да повторно ќе прашаме, каде се вонземјаните? Возможно е да постои жив организам на планетата Венера, најверојатно бактерија или во форма на нешто микроскопско. Тоа што интересно е фактот дека бактеријата не е пронајдена на површината, чија температура изнесува 460 степени Целзиусови, туку во облаците кои што се во височините на венерската атмосфера, каде своите се мощни поволни. Секоја година стигнуваат повеќе од 1000 пријави за наводни летечки чини во небото. Како што знаеме, НЛО значи неидентификуван летечки објект и не мора да значи дека леталото има вонземско потекло. 90% од пријавите може да се објаснат на било кој начин, но другите 10% се навистина интересни. Еден од нив е случај што потекнува од Лос Анџелес во 1942 година, кој сега е познат како битката на Лос Анџелес. Тоа што се случува е следново. Огромен НЛО едноставно лебдел над градот и бил виден од илјадници очевидци. Дури постати фотографии. Бидејќи ова се случува за време на Втората светска војна и веднаш после нападот на Перл Харбор, војската веднаш вперила светлина кон објектот, мислејќи дека тоа бил уште еден напад. Кратко потоа тие почнале да пукаат, па дури и пратиле вооружени авиони за да го нападнат и уништат НЛО-то. Но ништо не се случило. Објектот бил поводен, но не изгледало дека е оштетен или уништен. Тој останал да лебди на градот додека војниците продолжиле непрестанно да пукаат. Тогаш објектот ненадејано се упатил кон север и исчезнал без трага. Воздухопловните сили подоцна кажале дека тоа бил временски балон. Дали ова ви звучи познато? А сега морам да кажам дека повеќето работи што ги кажавме, како и тоа што го читате на интернетот за вонземјани, треба да бидат земени со доза на резерва, затоа што тоа навистина се само теории и погодувања. Се додека не најдеме некои цврсти докази, не постои начин да дознаеме колку многу или малку е распространет живиот организам на другите планети.